Ерол Фезули од Тетово, родител на дете со аутизам, вели дека првите симптоми кај нивниот син ги забележале на 3-годишна возраст. По откривањето на болеста доживеавме голем шок и многу работи се сменија во семејството кога се диагностицира аутизмот, вели тој. Според него, потребна е голема посветеност на родителите кон овие деца, а раната интервенција е клуч за подобрување на изгледите за децата со аутизам, невролошко нарушување што ја оштетува комуникацијата и социјалните способности. Без работа дома, значи не ќе може да се осети напредокот. Што се однесува и до социјализацијата, ние нашето дете секаде е со нас. Значи каде и да отидеме, дали станува збор за на гости некаде, дали станува збор за на свадба, на одмор, на кафе некаде да прошетаме надвор, било каде, него го земаме со нас. Многу е битна социјализацијата за тие деца. Дома се работа постојано со него. Дали тоа ќе биде повторување на материјалот што било за него предвидено во училиштето? За сега властите не преземаат конкретни решенија за згрижување на овие деца, што значително помага на нивната здравствена состојба и социјализација. Државни центри за деца со аутизам во Тетово нема, а приватни има 2. Од септември се очекува да започне со работа Центар за аутизам, кој го отвори Сдруженијето Пурпура од Тетово. За почеток ќе бидат вклучени од 10 до 12 деца, а со нив ќе работи стручен кадар, од кој поголемиот дел веќе има добиено сертификат за завршена обука во ваков Центар за аутизам во Тирана. Се надевам дека ќе има успех целиот процес, додека ние ќе продолжиме да ги поддржиме ваквите иницијативи од нашите локални невладини организации, кои ќе можат да ги поддржат децата во овој развој. Фейзули вели дека центрите се повеќе од потребни, каде родителите треба да ги носат децата со аутизам по завршувањето на часовите во училиштето. Секогаш покрај детето треба да има возрастно лице, но ако се одлуча за некој од центрите каде ќе му биде возможена стручна помош, како од дефектолози, така и од логопеди, тоа е најчесто на нивен трошок. Износот изнесува некаде можеби околу 10.000 па и повеќе илјади денари месечно, па уште ако земеме и да се плаќа образовниот асистент, тоа би било сигурно околу 20.000 денари месечно, кој што е голем трошок. Голем трошок кој што многу родители на деца со аутизам не може да си го дозволат, за жал. Тука може да набројуваме доста работи каде што може државата да помогне и би требало да помогне, не само заради од тој економски аспект, него и од социјалниот аспект. Значи, пак ќе речем, многу работи се донесени законски решенија, но се уште ништо не функционира. Инаку аутизмот има растечка стапка на појавување од 10 до 17% на годишно ниво.